Селото Новотошкивске во регионот Луганск, контролирано од украинските провладени сили, е цел на постојани гранатирања. Украинското министерство за одбрана соопшти деновиве дека сепаратистите, поддржани од Русија, кои контролираат големи делови во регионите Луганск и Донецк, го гранатираат селото. Проруските сепаратисти демантираат и за гранатирањата ги обвинуваат украинските сили. Украински војници патролираат низ улиците на селото во кое пред конфликтот имаше 2300 жители. Ребята будут стоять до последнего. Будут умирать, но будут держать свои рубежи. Моите луѓе ќе останат тука до последен момент. Ќе загинеме доколку треба, но ќе ги задржиме нашите позиции. Сите знаат дека Донбас е Украина, ова е нашата татковина, вели Сергеј Кривошапко од Луганскиот прв батаљон. Ситуацијата и натаму е тензична на линијата на фронтот, која ги одвојува украинските сили и проруските сепаратисти, бидејќи примирието од Минск, склучено во февруари, не се почитува. Несем службу. Бојово дежурство у нас организовано постојано, така што Ние сме на должност, постојано сме во борбена готовност и мора да отвориме 4 очи, вели војникот Мирон. Деновиве Киев соопшти дека сепаратистите извршиле напад врз градот Маријанка на 15 километри западно од Донецк, каде што пред конфликтот имаше околу 10.000 жители. Сепаратистите демантираат и тврдат дека украинските сили ги нападнале нивните позиции, при што загинале 15 луѓе. ОПСЕ во Украина во минатата недела соопшти дека безбедносната ситуација во источна Украина е значително нарушена во последниот период и и двете страни ги изложуваат цивилите на големи ризици. Киев и НАТО ја обвинуваат Русија дека испраќа оружје и војници да се борат на страната на сепаратистите во источна Украина. Москва демантира дека нејзини трупи учествуваат во конфликтот.